Граѓанска неодговорност предизвика опасност од излевање на водата од десниот магистрален канал на хидросистемот Брегалница и од поплавување на куќи и други објекти кај територијалната противпожарна единица. Фрлените отпадоци, остатоци од мебел, остатоци од домашни животни, пластична амбалажа и друг вид ѓубре ја затнаа решетката на каналот пред подземниот тунел и сериозно го покачија нивото на водата во каналот. Вработените во водостопанската подружница од Кочани со итна интервенција исчистија околу половина тон отпадоци и спречија да дојде до поголема катастрофа. При интервенцијата беа извадени големи количини на ѓубре, односно најлони кои го попречува нормалниот проток на водата и нивото на каналот се беше качил веќе до критичната точка и да не интервениравме на време, можеби за пола сат ќе беше поплавен делот противпожарниот дом и неколку куќи што се блиско до каналот. Апелиравме и пред тоа луѓето да не фрлат секакви работи, сега како што можете да видите тука има од телевизори, најлони, разни ѓубришта од вегетација што фрлат луѓето од бавчата, што кројат лозија, значи се фрлат во каналот. Решетка имаме, меѓутоа решетката е направена да не го пропушта ѓубрето, а шом се налепе на неа и веќе претставува проблем. Со максимална количина од околу 10 кубни метри вода во секунда, што поради наводнителната сезона е пуштена во каналот, лесно може да дојде до излевање, особено на критичните места каде што тој влегува под земја, како што е локацијата во близина на територијалната противпожарна единица во Кочани. Мобилните екипи досега успеваат за краток период да ги исчистат отпадоците, но ако тоа се случи во вечерните часови, опасноста од поплавување ќе биде реалност, додаваат од водостопанската подружница. За ваквиот неодговорен однос на граѓаните веќе се известени надлежните инспекцијски и полициски служби, за што ќе се бара преземање соодветни мерки и санкции против прекршителите. Од почетокот на идната недела ќе има промена на сообраќајниот режим на дел од улицата Димитар Влахов во Стришани, со што ќе се воведе двонасочно движење на возилата. Според најавите од општина Кочани, по градежното доуредување и поставување на соодветната сигнализација, од понеделник ќе почне примената на ревидираниот основен сообраќаен проект за режимот на оваа улица. Двонасочниот сообраќај ќе биде од кружната крстосница меѓу улиците Стево Теодосиевски, Страшо Ербапче и Димитар Влахов во правец на југ, кон кружната крстосница од улиците Глигор Апостолов Гочо, Лазар Андонов и Димитар Влахов. Со тоа ќе се овозможи возилата кои влегуваат од правец на Штип да продолжат до вкрстувањето во Стришани и понатаму по Стево Теодосиевски да одат кон центарот на градот или пак по Страшо Ербапче да се упатат кон Пониква. Истовремено останува постојното решение за излез од градот во правец на Штип. Се работи за коловоз во должина од околу 120 метри, што досега беше еднонасочен, а возачите го користеа и како паркинг простор од двете страни на улицата. Освен тоа, на оваа делница има и такси станица, како и автобуска постојка за општинскиот патнички превоз. Поради зголемената фреквенција во одредени периоди од денот, често доаѓа и до застои. Со воведувањето на двонасочниот сообраќај, возачите ќе мораат да ги променат таквите навики, а за што веќе се обележани и соодветни правци на движење. Од општина Кочани упатија повик до возачите на моторни и други возила, како и до пешаците, да ги почитуваат измените согласно поставената сообраќајна сигнализација, како и останатите прописи и правила. Со тоа ќе придонесат за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Градоначалникот Љупчо Папазов донесе одлука за распишување избори за членови на две урбани заедници. Изборот е поради истекот на мандатот на досегашните членови на органите на местната самоуправа. Папазов по втор пат ја донесе оваа одлука, а членови ќе се бираат во урбаните заедници 3 и 9 во Кочани. Изборот ќе се одржи на 13 јуни, при што за урбаната заедница 3 ќе биде во клубот на пензионери во објектот Колор со почеток во 18 часот, а за урбаната заедница 9 во 19 часот во клубот на пензионери на улицата Охридска. За да може да гласаат за нови членови на своите урбани заедници, граѓаните со право на глас треба да понесат документ за идентификација, односно лична карта.
На петтиот ден од драмскиот аматерски фестивал најмладата публика уживаше во представата Црвенкапа, во изведба на Сдруженијето на независни уметници Драмско студио Летечка театарска група од Тетово. Автор и режисер на представата е Зоран Јовановски. Ова е втора представа на фестивалот во категоријата театар за деца и младенци, откако ден предходно настапи театарската група Тинтири Минтири од Скопје со представата Тенџеросаурус. Во вечерашниот термин во четвртокот настапија членовите на аматерско позориште Хранислав Драгутиновиќ од Прокупле, Србија со представата Сомнително лице. Со представата Кога децата стануваат добри, учениците од драмската секција во основното училиште Никола Карев настапија во ревијалниот дел на драмскиот аматерски фестивал. Целта на представата е да се стави акцент на образовниот дел за учениците, но и на воспитните компоненти на кои треба да внимаваат и учениците и наставниците. Представата е работена во текот на второто полугодие со учениците од пето оделение. Текстот и сценаријето се на наставничката Кате Синадиновска. Целта ни е да на дечините и покажеме како треба да изгледаат денешните деца во сегашното време и како треба да ги наменуваат разликите помеѓу себе, а е земана инспирацијата од Пинокио. Представата организира Катерина Синадиновска, наша наставничка во пето оделение. Дечињата од пето 3 оделение се оние кои што учествуваат во самата представа и е подпомогната со наставничките по ликовно, по музичко и наставничките по македонски јазик. Тие се дел од целата организација. Исто така сакам јавно да заблагодарам на директорката на ДАФ, на Катерина Алексова, која што ни овозможи да денеска бидеме присутни овде и да бидеме поддржани од самата манифестација ДАФ. Салата на Центарот за култура Бели Мугри беше речиси целосно исполнета, што е добар предзнак за гледаноста и успесите на драмската секција. Директорот Андов се надева дека представата ќе го добие својот успех и ќе биде силен мотив за учениците да продолжат со слични активности. Членовите на навивачката група Сејмени ќе му дадат подршка на својот миленик Осогово во бараж над преварот за влез во втората фудбалска лига. Веќе се организираат за патување во Скопје, каде што жолтосините в недела ќе ја играат одлучувачката средба против второлигашот Тетекс. Според најавите што доаѓаат од кочанските Сејмени, автобускиот превоз до стадионот во скопската насоба Маџари ќе биде бесплатен. Тргнувањето е од паркот на Револуцијата во Кочани в недела во 14 часот. Надпреварот во Скопје е оценет како најинтересен од трите баражи, особено што тетовчани гледаат можност да го зачуваат второлигашкиот статус, а пак победа за Осогово ќе значи враќање во повисок ранг по една сезона настап во третата лига. Покрај оваа средба, во Тетово ќе се сретнат Влазерими и Башкими, а во Кичево Вардар од Неготино и Новаци. Трите бараж надпревари за влез во втората лига се играат в недела со почеток во 17 часот.